Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Дневникот на телеканал А1. Еве дел од она што ќе гледате во него. Софтвер и банкарска гаранција за посигурен откуп. Министерот Цветков најави новини за заштита на земјоделците. Протестот за заедничка Македонија продолжува утре. Организаторите бараат македонска платформа за унитарна Македонија на сите граѓани. Со паролата за рамноправност за живот, СДСМ во Кевгелија одржа марш по повод празникот на жената. Почна процесот за реализација на секундарен и терцијерен гасовод. Огласите за изградба на секундарниот и терцијерниот гасовод преку јавно-приватно партнерство веќе се објавени во јавните гласила во Македонија, а извесен период ќе бидат достапни и на официјалното гласило за тендери на Европската унија, платформата ТЕТ. Со тоа започнува процесот на секундарна и терцијерна гасификација во Македонија, која се очекува да чини околу 150 милиони евра. Ќе бидат опфатени 17 општини во Скопскиот регион, 36 општини во Источниот регион и 26 општини во Западниот регион. Би сакал да искористам оваа прилика и да ви информирам дека владата на Република Македонија распиша оглас за конкурентен диалог за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен газ за сите три дефинирани региони во Република Македонија. Да бидам попрецизен, согласот се опфатени Скопскиот регион со 17 општини, Источниот регион каде се 36 општини и Западниот регион во кој има 26 општини. Со тоа се започнува со процесот на секундарна и терцијална гасификација, односно паралелно со изградбата на примарната гасоводна мрежа ќе се работи и на изградба на систем со кој директно ќе се поврзат крајните корисници, односно државните институции, компаниите и граѓаните на Македонија. Мерките за вработување преку програмите Македонија 1 и 2 и оперативните програми вродија со добар резултат, но тоа не значи дека тука ќе застанеме, велат надлежните. Конкурсите кои излегоа пред некој ден во делот на субвенционирано вработување и кредитирање покажуваат дека сме на добар пат да постигнеме одлични резултати, но сепак тоа во многу ќе зависи од политичката ситуација, изјави министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими. Министерството и ресорните институции очекуваат мерките да дадат уште поголеми резултати. На почетокот за стартап бизниси кои што се е многу оправдувачки во најмногу ради трошоците, додека веќе се развие пазар. Имаме 7 апликации за кредитирање, тоа ни дава, значи, да кажеме еден стимул, еден поголем мотив да што е можно повеќе луѓето им помогнеме, они што се заинтересирани да добијат можност да отворат фирма, да ги искредитираме со овие поволни кредити. Кредитобарателот зима повисоки средства и секое вработување кое што е остварено од младо лице до 29 години е зголемено со дополнителни 1000 евра, што значи за секое лице се даваат по 4000 евра и може да се најмногу поддржи бизнис до 23.000 евра. Со паролата за рамноправност за живот, денеска Социјалдемократскиот сојуз одржа традиционален марш по повод 8 март, денот на жената. Поворката беше предводена од претседателката на жени на СДСМ Цветанка Ласкова, а свој обраќање има Оливер Спасовски и Зоран Заев. Заев од Гевгелија порача дека со промени на власта ќе се воведе флексибилно работно време за самохраните родители уште во првите 6 месеци. Еднородителските семејства ќе бидат ослободени од јавни давачки, такси и јавен превоз и надоместок во градинка. Денеска сме собрани овде заради тоа што доаѓа вашиот ден. Во Македонија ќе има флексибилно работно време за самохраните родители. Ќе го воведеме уште во првите 6 месеци од мандатот. Еднородителските семејства со плата пониска од просечната ќе ги ослободиме од јавните давачки, како што се такси, јавен превоз, општински комунални давачки и други. Нема да плаќаат надомест во градинка и во основно училиште. Ова
денеска е марш и за победата на Назив. Благодарение на жените како Назив, законски ќе се регулира враќање на жените на исто работно место после породилното отсуство. Македонки, албанки, турки, србинки, влавки, ромки, бошњачки во Македонија заедно сплотено донесовме живот и ќе има живот за сите. Македонија е меѓу 20 земји во светот според вклученоста на жените во политиката. Рамномерната вклученост на двата пола во политиката овозможува поголем квалитет на социјалната правда, на човековите права и на демократијата. Во пресрет на Денот на жената се одржа и дебата на тема жената како политички актер меѓу легислативата и практиката. Македонија може да се каже дека не заостанува многу зад другите земји и таа е на 20-то место во поглед на учеството во политиката, така што на ниво на учество во парламентот таа го достигна 34%, додека со 30% учествува во советите на општините. Што значи може да бидеме до некаде задоволни, но секако не целосно, заради тоа што далеко е моментот кога ќе го добиеме паритетот, односно 50% учество на жените и мажите во политиката. Врз албанците во Македонија никогаш немало геноцид, а за тоа јасно покажуваат сите факти и докази во науката, велат македонските историчари. Александар Стојчев, универзитетски професор и воен историчар, јавно ги осуди обидите како што вели да се манипулира со историјата како наука базирана на факти во овие особено тешки моменти од кои зависи иднината на државата. За време на балканските војни албанците се најголеми добитници, вели професорката, универзитетски професор Виолета Ачковска, посочувајќи го фактот дека тогаш Албанија стана држава. За геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во посочениот период нема верифицирани историски факти и артефакти и нема докази аргументирани во науката дека такво дело е извршено во Македонија во посочениот период. Доколку некој тврди дека тоа се случило, тоа мора да го докаже низ една постапка која што е позната на методолошка постапка во историската наука, а исто така и низ механизмите на меѓународното право кои многу јасно го дефинираат геноцидот како едно од најтешките злосторства против човештвото. Таков настан не се случил во историјата на Македонија, посебно за периодот кој го кажуваат од 12 до 56 година, условно земено 56, не знам што им значи таа година, нема таков настан. Тоа е период кога се менуваат неколку држави фактички. Период на Првата светска војна, претходно Балканските војна, потоа и Втората светска војна. Значи, 3 војни големи се случуваат во овој период за кој ти кажува за албанскиот геноцид. Ако земаме историски, за време на Балканските војни најголема жртва е македонскиот народ. Активистите на иницијативата за заедничка Македонија денеска во паркот Жена Борец го оградија споменикот на основачите на ВМРО и тој на Илинденецот Питу Гули. Како што велат организаторите, тие нема да ги фарбаат спомениците, туку ќе ги заштитуваат, а со тоа ќе покажеле како се сака државата. Претходно од иницијативата со црвено-жолти марами ги заокружија и споменикот на Асном и бранителите, а символот на овој така наречен четврти Илинден го ставија и на оградите пред собранието. Протестите против двојазичноста и зачувување на унитарноста на државата се одржуваат веќе една недела. Викендов без марш по рутата од влада до собрание, туку со хепенинг во паркот Жена Борец. Протестите се, како што велат од организацијата, реакција од договореното за двојазичноста во преговорите за парламентарно мнозинство меѓу СДСМ и ДУИ. Деталите, според нив, ги откри портпаролот на ДУИ Бујар Османи во телевизиски настап, дека договорот
договорени биле двојазични банкноти, судски рочишта, полициски униформи и табли. Во прогласот на иницијативата за заедничка Македонија, меѓу другото, се бара ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси во туѓи држави без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на државата. Ставот на СДСМ во однос на платформата на албанските лидери го кажа и лидерот Заев, кој смета дека со тоа ќе се отворат прашања преку дебати. Претходно албанските партии ги условија пратеничките потписи токму со прифаќање на албанската платформа. Нашата боја, бојата на заедничка Македонија, ќе се појавува се повеќе и повеќе насекаде околу нас, бидејќи е поддржана од стотици илјади граѓани. Скопје, Прилеп, Куманово, Штип, Кичево, Битола, Струмица, Охрид, Велес, Скочани, Кавадарци, Неготино, Свети Николај, Делчево, Гевгелија, Крива Паланка, Ресен. Накнадно ни се приклучуваат Радовиш, Пробишти, Берово, Валандово. Уште еднаш да се заблагодарам на огромната поддршка. Верувавме во македонскиот народ, веруваме дека кога се работи за основните човекови права, интереси, дека ќе се приклучат во огромен број. Верувам дека од понеделник, од утре, продолжуваме во 17 часот во уште поголем број. Меѓу поддржувачите на маршот за заедничка Македонија е професор доктор Кочо Чакаларовски. Тој смета дека сите заедно треба да се избориме да ја сочуваме монолитноста, мултиетичноста и граѓанската ориентација на државата. Посочи дека желбата на народите да живеат во етнички држави е легитимна, но не треба да биде по секоја цена. Мојот мотив не се разликува од мотивот на другите граѓани. Тука сум да се избориме, да ја сочуваме монолитноста, значи на нашата држава, мултиетничноста и граѓанската ориентација на државата. Секој да се јакова својата среќа. Иначе, јас сум по потекло влав и сметам дека во оваа држава нашите права се на највисоко можно ниво. Имаме училиште од 4 до 8 одделение, право на културно изразување, на организирање, на состаноци, на, да кажам, различни културни манифестации, дури и на телевизија си имаме своја програма и така натаму. Јас не сум политичар за да давам мислење за албанската платформа, можам да кажам дека желбата на народите да живеат во етнички држави е легитимна. Но што ако животниот простор на тие народи се испреплетува, преклопува, зарем треба да се поведе истребувачка војна до пирова победа, сега во 21 век? Не, сигурно не. Треба да ја прифатиме и крилатицата на Европската Унија, да се изедначиме во различностите, а не да се делиме. Ево по 8 пат Европска Унија ни испраќа спасоносен зрак, да почнеме да работиме сите здраво и заедно, да станеме де факто европјани, кај што ќе се сублимираат сите народи и етноси на Балканите. И така ќе се оствари големиот сон на Роберт Шуман, да сите ние живееме во една голема обединета држава. Тоа е она што е најдобро и уште да не заборавам сонот на Гоце, да биде тоа место на културен надпревар на народите. Софтвер за следење на откупот на земјоделските производи, но и банкарска гаранција со која земјоделците ќе може да ги добијат парите за својот производ доколку откупувачите навреме не ги подмират своите обврски. Ова се дел од плановите на ресорното министерство. Министерот за земјоделство Михаил Цветков најави можност за одземање на лиценцата на откупувачите доколку манипулираат со дејноста и со фармерите. Значи, не треба да очекуваме дека од една средба ќе решиме сите проблеми. Значи, тоа е еден почеток, оно што почнеме да го работиме на оно договарање. И мене ме е жал што минатата година ние ги издоговоривме цените за куртово капи, за краставички, феферонки, така натаму, но на жалост практично после кога треба да се подпишат договори, многу малку се подпиша. И сакам да напоменам дека сите оние земјоделци што подпишаа договори согласно тие цени што ги постигнавме, истите беа исплатени по тие цени. Јас сакам во таа прилика да нагласам дека и основниот проблем на земјоделците не само што да произведат, него и оно што ќе го продадат, да ги парите да им бидат
исплатени, односно да ги добијат парите, без разлика на цената дали е висока и голема. Така да во тој правец јас повеќе пати кажуваме и сега во оваа прилика ќе кажам дека ние веќе сме во изработка на софтверско решение каде што целокупното земјоделско производство ќе биде евидентирано, односно ќе биде внесено во една база на податоци, така да сите регистрирани откупувачи кои што некаде ги има околу 1000 во Македонија, ние ќе имаме дневна евиденција кој откупува, по колку откупува и дали парите, односно на земјоделците им ги исплаќа средствата. Така да планираме да воведеме и некоја банкарска гаранција, каде што оние земјоделски стопанства, кои што, односно откупувачи, преработувачи, кои што нема да ги исплаќаат во врските према земјоделските стопанства, да преку банкарски гаранции ги наплаќаме и секако ние како Министерство, односно Државниот инспекторат за земјоделие, ќе има целосна информација да секој она откупувач, преработувач кој што нема да ги исполнува врските према земјоделците, да му ја одземеме лиценцата. Остануваме на тема земјоделство. Фитосанитарниот инспекторат располага со 2 акредитирани лаборатории за контрола на земјоделските производи и семенски материјали, кои во Македонија се увезуваат претежно од земјите од Европската Унија. Овие лаборатории прават анализи и на пазарот во внатрешноста од земјата и утврдуваат дали ги исполнуваат стандардите пропишани од Европската комисија за заштита. Фитосанитарниот инспекторат за земјоделство е задолжен за контролата на сите растенија кои се увезуваат и извезуваат од Македонија и утврдува дали ги исполнуваат сите стандарди кои се пропишани од Европската комисија за заштита. Со тим од 70 луѓе го контролира квалитетот на храната која влегува во Македонија од растително потекло и семенските материјали. Меѓутоа, конкретно фитосанитарниот инспекторат се бави со сите оние растителни плодови кои излегуваат од Република Македонија и кои влегуваат во Република Македонија, дали здравствената состојба на тие посадочни материјали, семенски материјали, конзумни овошје, зеленчуци кои влегуваат или излегуваат од Република Македонија, а знаеме дека овој е ваков регион земјоделски, значи дали ги исполнуваат здравствените стандарди кои ги здравствените стандарди кои ги препишува Европската комисија, за да можат да се извезат во одредени земји. Според Васко Арсов, државен фитосанитарен инспектор, производите кои не ги исполнуваат пропишаните стандарди се уништуваат или се враќаат во земјата од која биле увезени. 90% од посадочниот материјал, семенскиот материјал и препаратите се увезуваат од Европа или од земјите кои не обкружуваат. За подобра контрола на квалитетот, во земјава работат 2 акредитирани лаборатории кои прават анализи на сите препарати кои се внесуваат. Со мострите и со акредитирањето на 2 лаборатории мора да кажам дека во последните 3 години се акредитираат 2 лаборатории, што значи акредитацијата, дека ги исполнуваат сите европски регулативи и стандарди по кои треба да се работи една лабораторија за да добие акредитација и сите тие резултати кои ќе произлезат од таа лабораторија се валидни и тие не може никој да ги оспори. Како што истакна Арсов, секоја година се зголемува буџетот на фитосанитарните лаборатории од страна на владата на Република Македонија, за да се добиваат што поквалитетни анализи, не само при влез на производите во Македонија, туку и од местата од каде се пуштаат во промет. Со помош на инспекторите од внатрешноста се прават анализи со кои се контролира функционирањето на пазарот во внатрешноста. Под мотото големината на еден човечки живот е во неговите дела. Учениците од Општинското основно училиште Страшо Пинџур од Јосифово го одбележаа патронатот, што традиционално секоја година се одржува на 5 март. Во продолжение дел од приредбата која ја подготвија членовите на повеќето секции во училиштето.
Пред крајот на дневникот, редовните минути посветени на вестите од светот. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните прашања соопшти дека во периодот јануари-февруари 2017 година има драстично зголемување на бројот на жртви и ранети меѓу цивилите на истокот од Украина, при што оваа бројка достигнала 111, што е двојно повеќе во однос на периодот од ноември до декември минатата година. Од почетокот на годината загинати се 20 лица, додека 91 е повредено, се наведува во најновиот извештај на Канцеларијата на Обединетите нации, пренесува ТАСС. Во документот се прецизира дека најголемиот број цивили погинале или се ранети во гранатирања на артилеријата и тенковите, како и во напади со ракетни системи. Обединетите нации наведува дека од почетокот на конфликтот во Источна Украина во април 2014 година повеќе од 2000 цивили се убиени, а околу 7000 се ранети. Турција го најде пилотот на борбениот авион на сириските владени сили, што вчера се урна на нејзина територија во близина на заедничката граница. Пилотот е сместен во болница, јави агенцијата Анадолија, цитирана од ДПА, повикувајќи се на валијата од провинцијата Хатај. Исламистичката група Ахрар Шам Ам-Шам тврди дека го соборила авионот, за кој се претпоставува дека е МиГ-21. Авионот, според бунтовниците, изведувал бомбардирања во провинцијата Идлиб, но Сирискиот центар за мониторинг на човековите права забележува дека засега не е јасно дали авионот се урнал заради технички проблем или бил соборен. Агенцијата Анадолија соопшти дека пилотот успеал да го употреби својот падобран и безбедно да се приземи. Тој бил најден по 9-часовна потрага од страна на екипи на турските сили за безбедност и веднаш бил хоспитализиран во локалната болница. Малезија соопшти дека за персона нон грата го прогласила амбасадорот на Северна Кореја и дека му дала рок од 48 часа да се замине, пренесоа светските агенции. Овој дипломатски чекор е преземен приближно 3 недели откако Ким Џонг Нам, полубрат на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, беше убиен на аеродромот во Куала Лумпур во напад со невротоксичен материјал. Американски и јужнокорејски представници изјавија дека Ким Џонг Нам бил убиен од агенти на севернокорејскиот режим. Кан Чол, амбасадор на Северна Кореја во Малезија, изјави дека неговата земја не може да му верува на начинот на кој малезиските власти ја водат истрагата за смртта на Ким Џонг Нам. Тој исто така ја обвини Малезија дека шурува со надворешни сили премолчено упатувајќи на Јужна Кореја. Малезискиот шеф на дипломатијата Анифа бин Хаджи Аман изјави дека Малезија побарала извинување од амбасадорот за неговите зборови, но дека тој тоа не го сторил. Шпанската полиција уапси 24 членови на колумбиска наркомрежа кои се обиделе да формираат канал за продажба на кокаин на големо, пренесоа светските агенции. Во акцијата на полицијата конфискувани се 2,4 тони наркотици. Ова е најголемото количество запленета дрога од јануари минатата година, кога силите на редот открија 3 тони кокаин. Меѓу уапсините се и двајца шефови на групата, информира полицијата. Денеска силите на редот запленија 6 превозни средства со бункери за пренесување наркотици и претресоа повеќе станови во неколку делови на Шпанија, вклучувајќи го и Мадрид. Осумничените шверцери биле организирани во 2 групи поврзани со картелот Кукута. Поштовани, ова е последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.